На соодветно подготвена парцела во непосредна близина на селото Мојанци, денеска беше поставен камен темелникот на пречистителната станица за отпадни води, како дел од комплексниот проект за третман на отпадни води во општина Кочани. На свеченото поставување на темелникот присуствува амбасадорката на Швајцарската конфедерација Сибиле Сутер Тејада, министр за животна средина и просторно планирање во владата на Република Македонија Сабдула Дураку, заменик министерот за екологија Јани Макрадули, градоначалникот Радко Димитровски, представници на компаниите изведувачи и други гости и граѓани на Мојанци. Во своето обраќање за реализацијата во 4 фази на овој проект Димитровски истакна: технички, проектот за третман на отпадните води во Кочани е составен од 4 фази. Набавка на цевки и шахти од рехау за главниот колектор, фаза која што е целосно завршена. Втората и третата фаза се изградба на првиот и на вториот дел од колекторот и четвртата фаза е изградба на пречистителната станица. Проектот опфаќа и корпоративен развој на комуналното предпријатие Водовод, како и на подигнување на јавната свест за зачувување на животната средина. Тој ја потенцираше конструкцијата на средствата, изведувачите и роковите. Во 2010 година општина Кочани и Водовод изработија идеен проект за прочистување на отпадните води, која беше основа да во март месец 2012 година со донација од Државниот секретаријат за економски работи СЕКО се изработи физибилити студија за третман на отпадните води во Кочани. Резултат на ова беше склучување договор меѓу владите на Република Македонија и на Швајцарската конфедерација за финансирање на проектот за третман на отпадните води, подпишан во јули 2014. Следуваше изборот на најповолен консултант, компанијата Ернст Баслер и партнери, а во декември 2016 година од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање беше избран како најповолен изведувач за изградба на колекторот дел 1, кој се очекува да биде завршен во наредните 10 месеци. Како и значењето на истиот за општина Кочани и за регионот. Овој проект ќе придонесе за одржлив развој на Кочанскиот регион преку заштита на природните ресурси и ќе го промовира економскиот развој на регионот, како што се индустријата, земјоделството и туризмот. Министерот Дураку ја истакна поддршката од страна на владата на проектот. Благодарам на швајцарската влада, кој и на амбасадата на Швајцарија за долгородишната поддршка и финансиска помош во реализација на проекти за обезбедување на здрава животна средина и поквалитетен живот на нашите граѓани. Амбасадорката Тејада заложбите на Швајцарската конфедерација да се постават еколошките стандарди по течението на Брегалница, во кој рамки е и овој проект за пречистување на отпадните води. I am happy to be with you today and all together. Ми представува вистинско задоволство што сум овде со вас денес и би сакала сите заедно да го означиме почетокот на изградбата на пречистителната станица во Кочани. За жителите на Кочани, како и околните населени места, но и за мене, представувајќи ги луѓето од Швајцарската федерација, денешната церемонија е продолжување на нашиот заеднички сон. Сон за чиста брегалница, чија што вода може да се употребува за водоснабдување на населението од околните рамничарски села, за наводнување на плодните полиња во Кочанската и Штипската област, како и за повторно воспоставување на балансот на водниот екосистем. Нашите очекувања за побрз и одржлив развој на брегалничкиот регион се високи, како резултат на неколкуте проекти поддржани од страна на швајцарската влада. Јас сум уверена дека проектите кои се однесуваат на управување со речниот басен Брегалница, третирањето на отпадните води, зачувувањето на растенијата и природата се надополнуваат еден со друг, при што им нудат широк диапазон од економски можности на граѓаните, без да ги загрозат природните богатства во регионот. На свеченоста зборуваше и представникот на компанијата изведувач, кој го истакна искуството во реализацијата на вакви проекти и уверувањето дека пречистителната станица ќе биде современ стандарден проект во функција на граѓаните. Потоа беше извршено осветување на камен темелникот, пошто домаќините и високите гости ги поставија темелите на оваа фабрика за пречистување на отпадните води.